Добар ден, драги ученици! Моето име е Александра Андоновска, одделенски наставник од Општинското основно училиште Гоце Делчев од Прилеп. Денес заедно со мене ќе имате час по македонски јазик. Што ќе научиме на овој час? Ќе го обработиме расказот Екоакција од Лилјана Атанасова на еден интересен начин, користејќи ја техниката звездана приказната. Ќе си поиграме, поврзувајќи ги зборовите кои се римуваат и подредувајќи ги во реченици. Ќе научиме како сами можеме да креираме наша електронска книга и сите заедно ќе создадеме онлайн библиотека. Што ви е потребно за да го следите овој час? Потребни ви се тетрадка или лист А4 формат, молив, боички и гума. Пожелно е да имате учебник, но тоа не е неопходно. Погледнете ги сликите, означени со буквите А и Б, и изберете онаа која што повеќе ви се допаѓа. Објаснете им на вашите најблиски кои се дома со вас, зошто сте избрале таа слика. Претпоставувам дека избравте сликата означена со буквата Б, затоа што тука учениците се грижат за нивниот училишен двор да биде чист и уреден, за разлика од сликата означена со буквата А, каде што има многу отпадоци и голем неред. Внимателно слушајте, ќе го прочитам расказот Екоакција. Тие што имате учебници, отворете на страна 114. Екоакција. Ива и Свето се упатија кон училиштето носејќи по едно цвеќе во саксија. Со тоа сакаа да придонесат за успешноста на мартовската училишна екоакција. Ива, многу ми се допаѓа твоево цвеќе. Гледам расцветало, пролет е веќе. Се радуваше Свето на прекрасниот виолетов цвет од јагликата. Навистина е убаво, но и твоето цвеќе не е подалеку. Се гледа дека го негувала вешта рака. Да, мајка ми со љубов одгледува разновидни цвеќиња во дворот и многу ги сака. Ако некој скине цвет од градината, очигледно е мака. Вели дека цвеќињата се украс на природата и не треба да се кинат, а во нашата градина се загледуваат сите луѓе што по улицата минат. Така со разговор пристигнаа во училишниот двор. Но кога се развртеа со погледите наоколу, останаа без збор. Секое дете во раката носеше саксија со некаков цвет, ама наоколу, низ тревата насекаде имаше смет. Свето, погледни, зар ова не е грда слика и срам за секој од нас? А за загадувањето зборуваме речиси секој час. Пред некој ден со учителките направивме акција и го исчистивме училишниот двор, нели? Како можеше за 2-3 дена олку отпад повторно во него да се всели? Ете, и јас се чудам. Ова постојано се повторува. Не вредат ништо нашите екопатроли, ниту пак добро осмислените екопероли. Мислам дека секој треба да развие еколошка свест и зачувувањето на животната средина да му представува задоволство и чест. Точно, и јас се согласувам со твоето тврдење и мислам дека својот однос спрема природата треба да го смени целата наша нација. Гледам дека речиси сите дворови ни се солидно уредени и чисти, а улиците по кои слетуваат најлон кесиња наликуваат на писти. Од домовите и визбите се што е непотребно го изфрламе, ама за жал, каде ќе стасаме го фрламе? Многу од фрлените предмети можат да се пренаменат или за рециклажа да се наменат. Но сите ние се правиме како да не знаеме каде да ги ставиме. Така, во контењерите за стара хартија, се што може да се најде, само не хартија. Тоа е несовесна работа и човечка срамота. И што вреди се во ова цвеќе што денес го носиме, ако тревата не ја исчистиме и не ја искосиме? Промрморе Свето, помирисувајќи го цветот. Но тоа го знаеа сите во училиштето и веќе имаше план за работа.
Почнаа да доаѓаат и многу родители, зашто беше сабота. За неколку часа заедно отпадоците ги собраа, тревата ја искосија и со вода ја наросија. Децата пак ги засадија цвеќињата покрај патеката од почеток до крај. Одеднаш сиот простор доби прекрасен сјај. Насекаде се слушаше весела песна и смеа. Убав пролетен мирис ја замени непријатната реа. Нели е поубаво вака? А да ви кажам право, да се живее во отпад не е здраво. Ова сигурно и на друго место сте го прочитали. Запомнете и не правете ги истите грешки. Последиците од загадувањето на планетата Земја за целиот жив свет се катастрофално тешки. Расказот е од Лилјана Атанасова. Се надевам дека ви се допадна. Она што треба сега да го направите е да ја земете вашата тетрадка или листот. Слушнете ги упатствата, а потоа паузирајте го видеото, за да можете да одговорите на поставените прашања. Во средината на листот нацртајте ѕвездата. Подоцна во неа илустрирајте го расказот, односно нацртајте го она што најмногу ви се допадна. На секој крак од ѕвездата имате по едно прашање. Прашањата не треба да ги препишувате, потребно е да одговорите, но да одговорите со целосни реченици. Првото прашање. Кои се главни ликови во расказот Екоакција? Второ прашање. Каква слика ги пречекала децата во училишниот двор? Трето прашање. Кој им помогнал во саботната акција на учениците? Одговорите на овие три прашања ќе ги најдете во расказот, додека за наредните две прашања потребно е да размислите и да ги запишете вашите предлози и размислувања. Четвртото прашање. Како ти би го решил или како ти би го решила проблемот со фрлање на отпад во твоето училиште? Петтото прашање. Какви се последиците од загадувањето на планетата Земја? Паузирајте го видеото и одговорете на поставените прашања. Пред вас се наоѓаат можните одговори. На првото прашање можеби некои од вас напишаа само Ива и Свето, но тоа не е доволно. Како што напоменав, потребно е да се одговара со целосни реченици. Значи, точниот одговор на првото прашање е: главни ликови во расказот Екоакција се Ива и Свето. Одговорот за второто прашање. Во училишниот двор децата ги пречекала грда слика, бидејќи насекаде низ тревата имало расфрлани отпадоци. Одговорот за третото прашање. Во саботната акција на учениците им помогнале многу родители. Сите ваши идеи се точни одговори на четвртото прашање и треба практично да ги применувате во вашиот училишен двор. Последиците од загадувањето на планетата Земја ги чувствуваме сите и сигурно на петтото прашање имате наброено повеќе од еден. Откако успешно ги одговоривте прашањата, применувајќи ја техниката ѕвезда на приказната, продолжуваме со една кратка игра. Запишете го линкот за позавршување на видеолекцијата да можете сами да ја играте, а сега само слушнете ги упатствата. Знаеме дека римата е карактеристична за поезијата, меѓутоа понекогаш се среќава и во прозата, како што е тоа случај со нашиот расказ. Откако ќе го запишете линкот, пред вас ќе се појават овие зборови. Зборовите кои што се наоѓаат во одбоените правоаголници, потребно е да ги пренесувате со движење со глувчето и да ги поставувате во празните правоаголници, така што ќе добивате парови на зборови кои се римуваат. Пренесувањето на зборовите не мора да има некој посебен редослед. Еве, например, тука се поставени зборовите крај, сјај, чисти, писти, работа, сабота, право, здраво,
збор, двор. Потоа се продолжува со играта и се поставуваат уште некои зборови за на крај да се постават сите правоаголничиња, бојни правоаголничиња на нивните места и да се добијат парови на зборови кои се римуваат. По завршувањето, кликнете во долниот дел со што ги испраќате вашите одговори и почекајте за да видите дали точно сте одговориле и со која брзина сте го направиле тоа. Втората игра е со подредување на зборовите во реченица. Знаеме дека реченицата е една завршена логичка мисла, јазична конструкција во која што зборовите се подредени според одредени граматички правила. Со запишување на овој линк пред вас ќе се појават измешани зборови и ваша задача е да ги подредите во правилниот редослед. Твоево, Ива, се, цвеќе, ми допаѓа многу. Секогаш започнувате од првиот збор, а зборовите ги преместувате со влечење со помош на глувчето. Кога зборовите ќе дојдат на своето вистинско место, добиваат црвена, зелена, сина или некоја друга боја. На крајот добивате целосна реченица: Ива, многу ми се допаѓа твоево цвеќе. Во играта имате 8 вакви реченици и по завршувањето постапувате на истиот начин како и претходно, односно ги испраќате вашите одговори. За крај ќе имате една задача која што можете да ја извршите на два начини. Можете да запишете екопораки или еден краток состав, приказна во вашите тетрадки да ги илустрирате. Или можете тоа да го направите со креирање на електронска книга. За да ја креирате таа електронска книга, ви е потребен следниот линк. По запишување на овој линк пред вас ќе се појави една слика. Потребно е со глувчето да кликнете во синиот правоаголник, каде што пишува дека можете да креирате ваша книга. Се појавува книгата, од левата страна се наоѓаат празни листови. Можете да додавате нови страни на кои што ќе пишувате со кликнување на синиот правоаголник, а ако откако нешто сте напишале, нацртале, обоиле и тоа не ви се допаѓа, можете таа страна да ја избришите на копчето Delete. На листот има напишано My First Storybook, тоа ќе го избришите и тука ќе си го напишите насловот на вашата книга. Првата икона со сина боја ви дава можности да изберете ликови, да изберете различни предмети кои се поврзани со различни теми, например училиште, град, куќа и така натаму, или пак да вметнете некои ваши слики. Со кликнување на жолтата икона добивате можност да пишувате со помош на молив, мала четка, голема четка, да нацртате кругови или пак квадрати и при тоа да изберете со која боја сакате тоа да го направите. Третата икона, означена со црвена боја, ви ја дава можност да пишувате текст кој што го додавате, со ова копче го додавате во вашата книга. Можете да ги сменувате фонтовите со кои пишувате. И последната икона ви нуди можност да имате различни позадини на вашата книга, кои што можат да бидат поврзани, например, со водата, со шумата, небото, зградите и така натаму. Моја препорака е пред да започнете со креирање на книгата, убаво да ги разгледате сите овие можности, да смислите што ќе пишувате и потоа чекор по чекор да ја создадете вашата електронска книга, која подоцна ќе ја споделите со вашите другарчиња и наставничката или наставникот. Се надевам дека ви се допадна овој видеочас и ви благодарам за вниманието.